Денеска сме овдека во општина Шуто Оризари, заедно со градоначалникот, со пратеникот, со дел од раководството на Социјалдемократскиот сојуз општинската организација, со цел да извршиме увид во градежните активности на третата и последна фаза од реконструкцијата на главната улица во општина Шуто Оризари, Индира Ганди. Овдека започнавме со градежните работи некаде пред 10 дена и всушност ова е убедливо најлошиот дел инфраструктурен во општина Шуто Оризари, така што очекувам дека кога ќе ја сработиме од улица Гвадалахара до улица Нов живот, комплетно новата атмосферска канализација во општината, која што досега немаше, она што беше позната овој дел од општината, тоа е дека вода тече по улици, дека се раскопани патиштата, ќе стане едно пално минато. Мене ми е особено драго што овој тип на реконструкција токму во овој дел на Шуто Оризари наидува на сериозно позитивен одглас кај граѓаните со цел да истите конечно во овој дел од градот почнат да ги уживаат бенефитите на урбаното живење. Ова е, како што напоменав, последната фаза од реконструкцијата на улицата Индира Ганди. Во изминатите 2 години ги работевме претходните 2 фази. Ги замолувам граѓаните овдека да бидат трпеливи, бидејќи ги работиме и квалитетно, го работиме темелно овој момент и го работиме токму за доброто на граѓаните од овој дел на градот. Должината е околу 820 метри, вкупната инвестиција со вклучен ДДВ е некаде околу 18 милиони денари. И ова не е се што градот во изминатиот период го работеше во општина Шуто Оризари, преку јавното предпријатие Водовод на Брсјачка буна, улицата долу направивме сосема нова водоводна инсталација во вредност од 13 милиони денари, преку улици и патишта извршивме со договор за меѓуопштинска соработка заедно со општината Шуто Оризари реконструкција на улиците Релјо 6 крило, Кипарска, Брегалничка, Демирхисарска, Волт Дизни, Вашингтонска, Нов живот, Лулумба, Карабница, Здетовска и 2 крака од улицата број 3. Исто така градот Скопје во соработка со општината Шуто Оризари извршивме целосно партерно уредување на дворот на средното градско училиште Шаип Јусуф и спортското игралиште во вредност од околу 6,5 милиони денари. Тука нема да застанеме. Во периодот кој што предстои, во мандатите кои што допрва ни доаѓаат, градот ќе вложува во овој дел од градот со цел да ја подобриме инфраструктурата која што 50 години овдека не постоела, со цел да ги изедначиме условите за живење во градот, социјалните, урбанистичките, со цел да помогнеме многу на сите категории, ранливи категории, особено кои што ги имаме во општина Шуто Оризари, зашто во изминатото, да речам, на Центарот за работа на деца на улица го зголемивме буџетот од 100.000 на 450.000 денари годишно, така што и зеленилото кое што го имплементиравме овдека некаде околу 500 садници жардинери, всушност ќе внесуваат чекор по чекор, полека нов квалитет во живењето и стандардите на живењето на граѓаните на општина Шуто Оризари. Благодарам.